Добре дојдовте во процес. Како еден од прислушкуваните разговори во една од бомбите на опозицијата откри вистински настан, но го отвори и прашањето како функционира внатрешната контрола на МВР. Да го погледнеме прилогот. Дел од прислушуваните разговори на опозицијата открија вистински настан на човек кој за време на локалните избори во Охрид настрадал од група припадници на МВР, пошто со тешки повреди завршил во болница. Станува збор за телефонскиот разговор меѓу министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и Мартин Протуѓер, кои договараат во Охрид да пратат неколку, како што ги нарекоа бараби од МВР, за да интервенираат за време на изборите, а потоа и со помошникот на министерот за внатрешна контрола Анета Станчевска, која треба да го заташка инцидентот. Слушај. Так, кажи. Ја ќе одам утре за Охрид и до денот на избори ќе видам таму. И договорив една екипа. Нема да се допадне тебе ова, ама сакам да те замолам да вака не замислиш за ова. Значи една екипа 4-5 души од овдека на Мацко брат му такси некој што ќе бидат со мене таму. Да. Што ќе бидат со мене таму. Пошто ми требаат тешки глупости има таму. После за нашиве да им држат правот. А и така, да видат. На Мацко брат му ќе ти направи уште потешки глупости, ама шум си го одбрал, чувај си го. Нека да е, не го познам, не знам, ако ќе го држам ја колку што можам подако. Да ти пратам имења и презимења на луѓе што ќе дава? Не бе, нека шибаат не е проблем. Само нека се јават, пошто например, он не е кај мене, он е у СВР. Нека му каже на тој што му е шеф, да не му пиша ништо. Нема гајле, не е проблем. Фала ти многу. Нема гајле, бе? Ајде. Ајде, чао. Да. Ало. Горда, како си? Кажи, Мартин, добро. Види, вчера имавме ние една мала акција, овде собрани се тројца кои што за АЦО делеа пари и така, под ова оградата напад на властено лице и така и се они имаат приставка до внатрешна контрола, пратено. Добро. Така да си утек дека е тоа координирано све. Види, ја ти кажав, мислам, дај Боже да победиме во Охрид, ама со таа банда таму, мислам, овие твојава банда, нема лезе ту таа работа. Ништо нема да им се случи, не се секирај, ама кај ги одбраве Мартин најголемите багабонти у МВР? Не, најдобрите дечки се. Абе, ајде утка која ти е соработник до кој дереже сме стасале, ама нема проблем за ова. Тоа е, ајде. Пријатно. Аво, а не, за тој случајот што е у Охрид, што постапувате, гледате нашиве да бидат окей, чисти таму. Да. Добро. Нормално. Добро. Да не сгреши некој таму, па после да ја оправаме. Никако нема грешни, се знае, нашите мора да бидат чисти. Да. Окей, Ана. Нема дискусија. Ајде, поздрав, чао. Веднаш по објавувањето на снимките, Хелсиншкиот комитет го препозна случајот, кој лицето го пријавило кај нив претходно, поради пречекорување на службените овластувања на вработени од полициската единица Алфи. Постапувајќи по представката, Хелсиншкиот комитет се обрати до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Наведувајќи ја фактичката состојба која што е прикажана во случајот, Хелсиншкиот комитет побара да биде информиран за тоа што презал овој сектор, за да се утврди одговорноста на полициските службеници кои што се патем речено во представката идентификувани со имиња и презимиња. Меѓутоа, од секторот за внатрешна контрола добиено е известување, информација, во кој што се потврдува дека лицето во полициската станица било примено со видливи повреди, видливи телесни повреди, но дека тоа било резултат
на неопходна примена на сила. Во известувањето понатаму се наведува дека лицето пружило отпор, односно ги нападнало петорицата и повеќе полициски службеници, припадници на специјалната единица Алфи. Следувала постапка во која тој е кривично гонет, што од страна на Хелсиншкиот комитет била следена известно време, пошто престанале контактите со него. Гости во процес, Фросина Ременски, професорка на Факултетот за безбедност и подпредседател на СДСМ, и Павле Богоевски од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Ја поканивме и помошничката министер Анета Станчева за внатрешна контрола и професионални стандарди, но не дојде со образложение дека е зафатена. Богоевски, опозицијата го обелодени разговорот. Хелсиншки го препозна случајот и го пронајде човекот. Тој во моментот е на издржување на казна затвор во трајање од 6 месеци за истиот случај, осуден за напад на службени лица. Толку така. То имате да кажете во врска со овој случај? Прво би сакал да го објаснам случајот малку подетално. Значи, станува збор за 23.3.2013 година, односно еден ден пред изборите, кога 3 возила на полициската единица Алфи, кои што истиот ден со наредба биле прераспоредени од СВР Скопје на подрачје на Охрид да вршат полициски работи, го стопирале возилото на оштетениот, кој што подоцна се јавил како сторител на кривично дело и осуден за тоа, и според неговите наводите на оштетениот, кои што се подкрепени со медицинска документација, меѓутоа и со изјава од сосема друг сведок, кој што е неповрзан со настанот. И според информациите кои што тој ги изнесе, го легнуваат на земја, му поставуваат средства за врзување, односно лисици, и почнуваат да применуваат физичка сила на него, односно да го дираат со клоци, тупаници. Се работи за колку луѓе? Станува збор за 12 полициски службеници, што само по себе фрапантна бројка. И почнуваат да применуваат физичка сила, го дираат со клоци, тупаници, го дираат со кундеци од автоматско оружје со кое што биле вооружени и така натаму, и тоа траело одреден период. После тоа тој е однесен во полициската станица во Охрид, од каде што поради последиците по неговото здравје е префрлен во болницата во Струга на лекување, каде што поради сериозноста на повредите врз него е извршен хируршки зафат, односно операција, и е задржан 15 дена на интензивно лекување. Верзијата која што ја пласираше Министерството за внатрешни работи е дека ова лице, наводно со движењето со своето возило, се обидало да го промени правецот, односно да го попречи правецот на движење на возилото на службените лица, и како резултат на тоа службените лица биле принудени да реагираат. На 3 возила? На 3 возила. Мислам дека обвинувањето се однесуваше само на едно возило, меѓутоа службените лица реагираа. Кога го застанале оштетениот, наводно оштетениот без никаков повод и причина прво почнал да ги пцуе и да ги навредува полициските службеници, а веднаш после тој физички ги нападна. Кога го разгледуваме ова на овој начин се посочуваат неколку проблеми. Прво треба да се прашаме како може едно лице да се осмели да нападне група 12 полициски службеници. Тоа се истите тие што министерката Јанкуловска во тој прислушуван разговор ги нарекува бараби. Да. Според наводите изнесени од опозицијата, тоа се истите тие лица. Се поставува прашањето како може едно лице да нападне 12 вооружени полициски службеници, кои што носеле автоматско оружје. Второто прашање се однесува на принципот на сразмерност во полициското постапување, односно полицијата има обврска да примени физичка сила само додека да го одбие нападот и да го доведе лицето во состојба на послушност. Последиците по телото, по здравјето на оштетениот се премногу сериозни и премногу строги за едноставно одбивање на напад од едно лице од страна на 12 службени лица. И хируршката интервенција, операцијата, 15-дневниот третман во интензивната клиника се укажуваат на повреди кои што не одговараат со верзијата која што беше пласирана во јавноста од страна на полицијата. Лицето е сега во затвор, го пронајдовте и ја отслужува својата казна токму за овој случај. Ременски, како го коментирате случајот од аспект на професор по безбедност
и од аспект на политичар, нели, прислушуваниот разговор, содржината, зашто веќе никој не ги спори содржините на прислушкуваните разговори, туку за она што се работи внатре. Па вака, јавноста во оваа снимка претпоставувам дека ќе алудира на политичкиот аспект, дека опозицијата обелоденува аудио снимка во која што се разобличува за употреба на службена положба и овластување на луѓе кои што во основа треба да се грижат за законитоста на постапувањето на полицијата и за одбрана на незината улога за време на изборен процес. Меѓутоа, овдека јас не би гледала политика во овој случај, бидејќи случајот кореспондира со реален случај, реална пријава од страна на лицето, меѓутоа и реална состојба во која што тој сега се наоѓа. Значи, осуден е на затворска казна заради напад на службено лице и така натаму. Меѓутоа, јас би отворила еден друг аспект. Павле Богоевски многу добро ги опфати овие... Како ваш поранешен студент. Така, еден од најдобрите. И мене ми е драго, затоа што нашите студенти многу добро знаат да ги анализираат овие случаи во рамките на правото и примената на овластувањата од страна на полицијата. Меѓутоа, јас сакам да начнам едно друго прашање, кое што може да ги заинтригира слушателите и хелсиншки во овој случај. Дали едно лице може да одговара за напад на службено лице во вршење на својата должност, доколку тие службени лица се неовластено ангажирани во изборно насилство? Значи, прво се поставува прашањето: по чија наредба заминале полициските службеници и за каква должност постапувале? Во извршување на каква должност учествувале? Тоа го отвара примерното прашање дали врз основа на незаконско ангажирање на полициски службеници во изборно насилство од страна на владеачка партија. Во овој случај Мартин Протугер си ги одбира полициските службеници од Министерство за внатрешни работи и ги испраќа на партиска задача во завршење нели на индијански работи. И таму направиле проблем на денот пред гласањето. Во разговорот помеѓу помошникот министер за внатрешна контрола и професионални стандарди и министерот за внатрешни работи велат дека доколку дојде било каква пријава, тоа да заврши, да бидат чисти пријавите. Меѓутоа, министерот за внатрешни работи сугерира непосредниот претпоставен старешина на лицата кои што се ангажирани за партиски активности да се прави дека не гледа дека тие не се на работа, на извршувањето на редовните работни задачи и да толерира учество на полициски службеници надвор од обврските нивни на денот на избори. Министерството за внатрешни работи, обидувајќи се да се представи како не Министерството како институција, туку лицата што го водат, да го представат Министерството дека постапува согласно закон и устав, ги кршат основните правила на работа на самата полиција. Ако знаеме дека пред самите изборни процеси бројни групи на полициски службеници посетуваат и обука за улогата и функцијата на полицијата во изборниот процес, од кои ситуации треба да одстапат како полициски службеници да не се мешаат, која е нивната вистинска функција, а да не зборувам за редовниот работен распоред што го добиваат, каде треба да се најдат на местото на денот на избори. Ова укажува дека тие полициски службеници кои што биле директни учесници во овој пријавен и судски завршен процес учествувале во партиски задачи, бидејќи во разговорот видовме дека постои комуникација и помеѓу Мартин Протугер и поранешниот директор тогаш на Бирото за јавна безбедност Љупчо Тодоровски, во кој што се алудира на лица кои што треба да бидат собрани. Алудира да се најде начин и ситуација во која што тие ќе бидат противзаконски лишени од слобода. Во овој случај тоа станува збор за лицето кој што е сега на издржување на затворска казна, бидејќи станува збор и за несразмерна примена на сила и
Дополнително, она и најважно, според мене, по чија наредба заминале полициските службеници, дали ги извршувале нивните службени должности, кој е описот на нивните службени должности и како тоа лица вработени во секторот за внатрешни работи Скопје или СВР Скопје заминале на извршување на работни задачи за време на избори во секторот за внатрешни работи Охрид, по чија наредба и за каква природа на активности. Ако во овој дел се оспори, а има елементи за оспорување буквално на нападот на службените лица во вршење на службената должност, што е основ за пресудата против оштетениот во овој случај, тогаш навистина станува збор за еден сложен процес кој што дојдува од аспект на оштетениот во овој случај треба да има одговорност. Поради тоа, кога зборував преска, спомнав дека наредбата за прераспоредување е издадена истиот ден. Кога станува збор за прераспределување на полициски сили, поготово станува збор за бројка од 12 лица, од ниво на еден сектор на друг сектор, тоа не може да оди од ден за ден. Тоа мора да биде резултат на безбедносна проценка од страна на секторот кој што има потреба од кадри, после тоа да се испрати барање до другиот сектор кој што може да ги даде кадрите, да се направи процека кои лица, односно припадници на која организацијска единица се најсоодветни за тој тип на работни задачи и тие да бидат испратени. Тоа не се прави од ден за ден, треба подолг период на анализа за да може да дојде до такво прераспоредување. Меѓутоа тоа го прават старешините во рамки на Министерството за внатрешни работи независно од политичката одлука. Да. Во овој случај имаме ситуација во кој што шефот на кабинет на владата на Република Македонија ја спроведе безбедносната проценка, значи прави безбедносна проценка пред се партиска проценка, што не е безбедносна проценка и сам одбира лица кои што ќе вршат индијански работи понашто и ги нарекува бараби, нели? Министерот за внатрешни работи не само во Охрид, туку и во Прилеп. Да снимката кажува дека вакво нешто се случувало и во време на и за време четвртокот, петокот пред избори. Така, пред изборите. Овој случај го отвара и прашањето за работењето на внатрешната контрола на МВР, која што нели како треба да биде поставена, треба да ги штити на некој начин на граѓаните, а да работи против неправилностите на своите вработени. Прашањето на постапувањето или работата на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди е отворен многу одамна. Значи, овој случај само го обелоденува тоа што да, меѓутоа имаше голем маркетинг и кампања, нели министерката кажуваше што се превземало, колку биле уапсени од полициските службеници, неправилности и така натаму. Статистиката ја имаме, значи се манипулира со бројки во најголем број на случаи, бидејќи во тие статистики што ги објавува секторот за внатрешна контрола, тие пријавуваат пат на бројката на пријавени случаи во секторот за внатрешна контрола во делот на злоупотреба на полициските овластувања од страна на граѓаните, што јас би го аргументирала од аспект на стравот на граѓаните или невербата во независното постапување на секторот за внатрешна контрола. Меѓутоа, да се подсетиме само на бројните извештаи на Европската комисија за напредокот на Република Македонија кон европските интеграции. Значи, 7 години поред наназад, земете ги извештаите, ќе ја видите истата реченица. Тоа е дека секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди не е доволно независен и од аспект на тоа кој го именува помошникот на министерот за внатрешни работи, што од оваа снимка се гледа дека нема независност во таа комуникација, туку извршување на наредби и желби од страна на министерот. Секторот за внатрешна контрола покажа многу, да кажеме, пропусти кои што доколку пристапеше кон во решавање на професионален начин, ќе ја зајакнеше довербата и на граѓаните во полицијата. Случајот Мартин Нешковски беше еден голем тест за секторот за внатрешна контрола, бидејќи тогаш беше учесник и сторител, веќе осудено лице, припадник на специјалните единици,
кои што во тој период имавме дилема, нели, јавност имаше дилема дали билна задача, не билна задача, кога го извршил и така натаму. Меѓутоа, во правилникот за работа на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, кој што е подзаконски акт на Законот за полиција и ја уредува работата и постапувањето на секторот, се вели дека во случај на смртен исход при постапување на полициски службеник мора да постои независна истрага од страна на секторот за внатрешна контрола, чии што резултати ќе бидат јавни. Во овој случај, секторот за внатрешна контрола само го потврди она што Министерството го нарача за улогата на, во овој случај, Игор Спасов во случајот Мартин Ешковски. Меѓутоа, се уште остана да лебдат прашањата. Дали и навистина тоа се случило во рамките на неговите овластувања и каква е сега одговорноста не само на сторителот, туку и на целокупната хиерархиска структура која што во овој случај издава наредби за постапување. Ова го отвара прашањето како всушност се водат истрагите во, да ги наречам истраги, нели, во внатрешната контрола. Еве, какво е искуството на Хелсиншки? Истрагите, кои што ги врши секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, во најмала рака кажано се проблематични. Прво имаме проблем во самото истражување на пријавените настани, после тоа имаме проблем во комуникација со подносителите, имаме огромен проблем во утврдувањето на командна одговорност, тоа е предвидено со член 6 од правилникот кој што го споменавте. И на крај, како последица се јавува, тоа веќе со години наназад го забележуваме и ние како Хелсиншки комитет, меѓутоа и други невладини организации, дека секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди всушност действува како адвокат на полициските службеници, односно бранител на полициските службеници чие што постапување се оспорува. Проблемот со истражување на пријавените настани. Значи имаме проблем со објективноста и непристрасноста во истражување. Хелсиншкиот комитет во 2014 година има поднесено 5 представки. 2012, 13 и 14 заедно повеќе од 20 представки. Во сите одговори кои што ние ги имаме добиено, единствено службено действие во насока на истражување на наводната злоупотреба на полициски овластувања е увид во службената документација и разговор со посочените полициски службеници. Тоа значи дека од сам старт секторот за внатрешна контрола се заснова само на кажувањата, како што спомна професорката, на рачките од едната страна. Ние, ако го разгледаме правилникот подетално, ќе видиме дека во член 19, во одредени услови кога се продолжува истрагата, секторот за внатрешна контрола има обврска да разговара со подносителот на представката. Во ниту еден од нашите случаи, кога изнесуваме наводи за сторено кривично дело и така натаму од страна на полициски службеници, секторот за внатрешна контрола ги нема повикано подносителите на дополнителен разговор. Нема направено ниту едно друго действие, освен како што кажав, увидот во службената документација и пристрасноста во работењето. И работата е што ова е подкрепено со конкретни случаи. Например, 14.9.2013 година. Тогаш се случи случајот Парко Брани, односно кога 400 полициски службеници во силна тактичка опрема за воспоставување на нарушен јавен ред и мир, уапсија 20-тина граѓански активисти кои што протестираа против изградбата на зградата на Агенција за електронски комуникации, мислам дека е таму. И при тоа постапување избриша, според наводите кои што ги добивме ние, избриша снимен материјал на новинари. Мислам дека станува збор за новинари од вашата телевизија. Кога ние поднесовме представката, тие само одговорија дека обавиле разговор со полициските службеници и дека немаат информации за бришење на материјал. Не разговараа со подносителите на представката, така, не побара дополнителни докази. Каква треба да биде поставеноста на оваа институција? Значи, поставеност е дискутабилно прашање и од аспект на меѓународните искуства и она што ние го имаме како искуство за организација на контролниот механизам за работата на полицијата. И ние како Социјалдемократски сојуз и 2011 година и сега во изборната програма за изборите 2014 година имавме еден посебен дел во кој што алудираме на организација на внатрешната контрола на полицијата во едно независно тело кое што би било по урнекот на ирското северно-ирскиот модел на полициски омбудсман, што впрочем
не радува што беше и еден од предлозите на граѓанскиот активизам против полициска бруталност во однос на случајот Мартин Нешковски, во кој што предлагавме во рамките на постоечкиот народен правобранител да постои посебна канцеларија или оддел кој што ќе се занимава со полициските злоупотреби, бидејќи сметавме дека вакво тело со процесни овластувања и со извршни овластувања може единствено, независно и непристрасно да пристапи кон решавање на прашањата. Со тоа не велиме дека секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди треба да згасне како сектор во рамките на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа се покажа дека досега тој сектор функционира само во рамките на оние поблаги дисциплински поблаги повреди на работните задачи и во делот и на работните односи и во извршувањето на полициските работи. И најчесто тоа се сведува, да кажеме, на дисциплинска одговорност, на полициските службеници во кои што им се изречуваат проценти на намалување на плата и да се каже дека ја задржало формата која што треба да. Ако ги гледате последниве 2 години направете еден преглед на известувањата од страна на внатрешна контрола за тоа колку полициски службеници се казнети месечно, ќе видите дека во просек тоа се 30 полициски службеници месечно. Меѓутоа ако ги видите основите за казнување, ќе видите дека е неисчистено, неодржување на чисто службено оружје, доцнење на работа, спиел на работно место, недолично се однесувал кон својот предпоставен. Значи, станува збор за изрекување на казни кои што се однесуваат на обврската на полициските службеници во извршувањето на нивните работни обврски. Меѓутоа, кога се зборува за казнување по представки од граѓаните за пречекорување на полициски овластувања или за постапување на секторот за внатрешна контрола по службена должност која ќе забележи коруптивно однесување на полициски службеници, злоупотреба која што задира во кривична одговорност, тогаш тие се амнестираат. Дали ова можеби ги охрабрува полициските службеници, зборам за тие што направиле неправилности или криминал, да вршат бруталност повеќе кон граѓаните? Од една страна се охрабрени тие кои што се толерирани и кои што излегле чисти од процесот и тоа, договореното договорениот чист процес. И тие секако дека би ја повториле бруталноста доколку знаат дека некој повторно ќе ја договори чистата постапка за нивното постапување. Меѓутоа, од друга страна, се зголемува револтот кај полициските службеници кои што пак се казнуваат за минимални прекршоци со, да кажеме, намалување 10% од плата 3 месеци. Што пак зборува за селективниот пристап на секторот и кон полициските службеници. Она што според мене е многу важно да се истакне кога зборуваме за надлежноста на постапувањето на секторот за внатрешна контрола. Значи, секторот за внатрешна контрола има обврска да ги мери врз основа на процедура и на законитост постапките на сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Независно дали станува збор за униформирана полиција или станува збор за припадници на крим полицијата, кои што имаат овластувања да постапуваат. Она што е индикативно, во бројни случаи ние сме го имале тоа како случај, сме воделе и истражувања по тие прашања, имаме и практични случаи. Во случај кога полициски службеник ќе пријави несоодветно постапување на вработен во Министерството за внатрешни работи, а му е доверена одредена задача која што е регулирана со правилник, подзаконски акти и така натаму. Кога треба секторот да пристапи кон таа независна истрага, тие знаете како одговараат. Ние не сме задолжени да ја испитуваме работата на тела или комисии кои што се формирани со решение на министер за внатрешни работи. Што не е точно. Што не е точно.
Ако Законот за внатрешни работи вели дека секој вработен во Министерството има обврска да ги почитува правилата, законот, подзаконските акти и навремено и совесно да ги извршуваат нивните задачи, тогаш нема задолжен или не за тогаш секоја комисија која што е формирана со решение на министерот може да направи најголеми злоупотреби, но секторот за внатрешна контрола да ги истолерира и тоа да заврши некажнено. Тоа дополнително го јавува револтот кај полициските службеници кои што пријавуваат незаконитост во постапувањето и на своите предпоставени кога станува збор за расчистување или анализа и истражување на случаи во кои што има пријава. Проблемот не е само надворешен, како постапува секторот по пријава на граѓани, тоа е дополнителен проблем. Се губи довербата и од двете страни. И Народниот правобранител излегува со статистика, Хелсиншки комитет многу добро ја води статистиката за пријави на граѓани за полициска злоупотреба, меѓутоа мораме да го истакнеме проблемот дека и самите полициски службеници имаат проблем кога пријавуваат незаконито работење на своји предпоставени во секторот за внатрешна контрола. И тоа го анотира и Народниот правобранител дека се зголемува бројот на пријави од страна на полициските службеници во канцеларијата на Народниот правобранител и се поврзани наместо да се обратат директно до секторот за неколку прашања, но се поврзани пред се со делот на работните односи, распоредувањето на полициските службеници и законитоста на Еве јас во податоците од нивниот извештај гледам дека 1506 случаи имале на разгледување минатата година, 1200 биле од преставки од граѓани, 833 немаат основа, на крајот излегува само во 2 случаи имало потреба од преземање на дополнителни мерки, и тоа проверки. Проблемот е друг. Вие поднесовте некои извештај, односно вашиот 3-месечен извештај покажува некои други димензии. Друг е проблемот со бројката, значи начинот на кој што се води оваа евиденција. Оваа евиденција е многу значајна бидејќи ја укажува состојбата на почитување на полициските овластувања при вршењето на работата. Што ни се случува на нас во практиката? Имаме еден случај во кој што предметниот настан има индиции за неколку наводи. Имаме, да речеме, индиција за тортура, имаме индиција за неоснован претрес, имаме индиција за утврдување на командна одговорност, имаме индиција за неоснована кривична или прекршечна пријава. Ние ќе го образложиме тоа во представка, ќе испратиме до секторот за внатрешна контрола. Секторот за внатрешна контрола па ќе ни одговори само на еден од тие наводи. И врз основа на тој одговор на еден од тие наводи, представката ќе ја прогласи за неоснована. Што се случува после тоа? Другите останатите 2, 3, 4 наводи воопшто не се предмет на разгледување, иако можеби тие кои што не се разгледувани се по содржински, суштински од разгледувањето. Секторот се го води тој случај во својата евиденција како неоснована представка, се го води како успешно основана представка и што е многу полошо. Се јавува поради овој системски проблем, се јавува една своевидна спрега помеѓу секторот за внатрешна контрола и јавното обвинителство. Тоа сакав да кажам, понатаму има силно влијание врз обвинителство или ниво. Например, толку така, ние имаме случај сега актуелен во Свети Николе се случува каде што е поднесена представка до секторот за внатрешна контрола за повеќе наводи. Секторот одговара само на еден навод и отфрла представката. Меѓутоа во судската постапка, каде што оштетениот кај нас се јавува како осомничен повторно за напад на службено лице и повторно со истите последици скинат джеп, скината кошула кај полицајецот и така натаму. И кога оштетениот во текот на постапката ќе се обиди да го отвори прашањето за можна полициска тортура, јавниот обвинител се повика на одговорот од секторот за внатрешна контрола, каде што вика дека нема пречекорување на полициските овластувања, иако тој одговор е нецелосен, несуштински и незначен во овој случај. Така да, кога ги разгледуваме овие цифри, кога ги разгледуваме овие бројки, специфично за македонскиот систем, не е прашање по колку случаи е постапувано, прашање е како е постапувано. И тука се јавува таа потреба тој втор независен механизам што го спомна преска професорката. Значи, тоа е идеја која што произлезе првично од движењето Стоп за полициската бруталност. Мислам дека една година подоцна имаше некаква си првична иницијатива од страна на сите опозицијски партии во тогашниот парламентарен состав за носење на некаков закон, не беше прецизно дефинирано името, меѓутоа за полициски правобранител, која што иницијатива веднаш беше отфрлено од страна на владеачкото мнозинство. Поставувањето на таков механизам ќе има уникатна можност со тие процесни властувања кои што ги спомна професорката
да го проценува квалитетот на спроведените истраги. Кои действија биле преземени? Дали се разговарало со двете страни? Дали еднакво се истражувале двете верзии? И ако не, зошто не биле истражувани? Во најмала рака ќе имаме втор глас кој што ќе им даде лице, ќе им даде суштина и предмет на бројките кои што ни се презентира. Ослободени од полициската субкултура. Како најновите измени на законот, ајде што ова и привршуваме на законот за полиција и употребата на гумените куршуми и електрични парализатори, јас не можам ни да ги кажам, влијаат врз ефикасноста, може да влијаат на внатрешната контрола. Не смеам ни да ги помислам. Значи, ако се види статистиката по колку случаи секторот за внатрешна контрола постапил во оценување на употреба на актуелниве средства за присила, можете да предпоставите колку ќе биде ефикасен во истражувањето и санкционирањето на несоодветната употреба на овие, да кажеме, нови средства. И слободата нивна, како да ги применуваат. И слободата за примена. Во јавноста се покажаа многу анализи кои што па и не толку бројни, кои што велеа дека тоа беше и дел од образложувањето на измени и дополни на законот за полиција, во кој што се велеше дека дури европските земји ги имаат овие средства за присила. Меѓутоа, тука се гледа пред се од аспект на полициското гледање на средствата, но не и од аспект на заштита на човековите слободи и права, и она што е европска тенденција и на Европскиот комитет за забрана на тортура и се она што и сите оние органи и тела кои што ја скенираат работата на полицијата и однадвор, се однесуваат на проценката дали треба да се оди кон засилување или дигањето на степенот на опасност од средствата за присила, или пак треба и постоечните да се сведат на некој си минимум и да се уреди прецизно нивната употреба. Така. Во овој случај, да кажеме, Англија, иако ги има овие средства за присила и гумени куршуми и електричен парализатор и така натаму, се размислува актуелнава дебата меѓу стручната јавност е тие да се полека да се истиснат и да се исфрлат од употреба на полицијата, затоа што се покажале многу поопасни по однос на човечкиот живот, отколку, да кажеме, основите кога треба да се примени и вооружена сила. Проценката за употреба на овие средства за присила ќе ја прават лицата, службените лица кои што ќе раководат со одредена операција. Да кажеме, ако при при организирање на некој протести или протести од поширок насилен. Кога ќе се употреби гумениот куршум? Баш тука е проблемот. Е многу важно да се направи критериумот за мерење на интензитетот на суровоста на протестот, за да службеното лице кој што раководи со операцијата издаде наредба за примена на гумен куршум. И тоа не кон масата, предпоставувам, кон поединци кои што ќе бидат детектирани. Не е дефинирано се уште. Многу е недефинирана проблематиката. Предпоставувам дека Министерството ќе излезе со јавен документ кој што ќе биде правилник за употреба на овие средства за присила, бидејќи тие бараат една многу поголема анализа за проценка на безбедносниот ризик и дозвола за употреба, што е дополнително прашање, имајќи ги во предвид ваквите злоупотреби и полициската солидарност која што владее во самото министерство. Токму затоа и го поставив прашањето, да. Случаи каде што се има веќе случајното. Во своето образложување на тоа зошто треба да бидат воведени овие мерки во законот, портпаролот на МВР рече дека други европски земји го прават. Не е прашање дали некој го прави или не, прашање како го прави. Условите кои што се предвидени кај нас се за електричен парализатор дека може да се примени према агресивни лица, а додека гумените куршуми може да се примени према лица кои што активно го нарушуваат јавен ред и мир. Овие два услови, овие два долни прага за примена на властување се радикално спротивни
на препораките, на релевантните препораки од меѓународната заедница. Комитетот за превенција на тортура, го споменавте вие преска. Јасно и гласно вели дека електричен парализатор може да се примени само кога има непосредна закана по живот или ризик од сериозна повреда. Обединетите нации во своја анализа за примената на оружје со електрично празнење јасно и гласно кажуваат дека тоа не е оружје кое што се применува врз група на лица. Има премногу големи ризици врз здравието на лицето врз кое што ќе го примените, за да тоа може да се примени кон неопределен број на лица. Понатаму, Комитетот за превенција на тортура вели дека примената на електричните парализатори единствено со цел да се воспостави нарушениот јавен ред и мир е недозволена. Значи не можеме ние да примениме електричен парализатор само за да го воспоставиме редот. Гумените куршуми пак се уште по проблематично прашање, каде што низ практиката на Европскиот суд за човекови права утврдено дека за да можете вие како полиција да примените гумен куршум, таа примена мора да биде апсолутно неопходна во смисла на член 2 став 2 од Европската конвенција за човекови права, односно условите кога државата може законски да посегне по вашиот живот. А ние имаме агресивно... Веројатно ќе треба јавна дебата на оваа. Видете иронијата. Значи, видете ја иронијата. Анета Станчевска, помошник министер за внатрешна контрола и професионални стандарди, која што треба да ги сугерира овие работи на своите предпоставени во министерството, за тоа како да се постапува и да се усогласи законскиот во овој случај акт, законот за полиција, но и подзаконските акти кои што треба да произлезат од него, е член, репрезент на Македонија во Комитетот за тортура. И сега гледајте, кога имате вие можност, но имате и обврска, заклучоците и директивите од комитетот да ги применувате директно во законодавството и да ги отстранувате нерегуларностите. Кога Анета Станчевска, јас не сум слушнала сектор за внатрешна контрола и она одделение за ревизија, што внатрешна ревизија што го има министерството, што ги ажурира, ги разгледува, ја разгледува согласеноста на актите со законот, со повисоките акти и така натаму, дека нешто воопшто направиле по однос на ова што им е примерна задача, а тоа е да го уредуваат и да го ограничуваат, да ги ограничуваат можностите за полициска злоупотреба. Кога велите нема проблем, министер ќе биде завршено, нашите мора да излезат чисти, претпоставувате каков е одговорот доколку треба секторот за внатрешна контрола да сугерира нешто. Ај остај ти, не сугерирај ништо и така тешко ќе помине со ваква како да се работи за чаршиски муабети. Повели и да привршуваме. Овие случаи кои што ги спомна професорката во праксата се многу реални. Сега го спомнам случајот општина Центар 2013. Тоа беше организацијата Веритас протестираше многу насилно против некои одлуки на општина Центар. Тогаш иако цела зграда беше демолирана, не беше примената физичка сила. А од друга страна имаме случаи каде што врстечени работници поради подбутнување на заштитна ограда е примената физичка сила, ставени се во комбе, легнати се на земја и се врзани рацете со лисици и така натаму. Тоа е тоа, спуштај ги од толку ниско прагот на услови кои што се потребни за примена на властвувањето. Се оставя еден огромен простор за субјективно и арбитрерно толкување на тоа кога се исполнети условите, кога не. А праксата, поготово содржината на разговорите и така натаму, покажа дека при ова одлучување не е секојаш критериумот полициската потреба од таков тип на постапување, тука имаме политичка компонента која што стои во позадината. И ќе ми дозволиш менше на крајот. Значи, слушајќи го Павле, кој што е наш студент, а имајќи ги во предвид сите наши студенти, кои што сите овие правила на полициско работење и овластување, значи и од крим и од полициски аспект на работење ги има. Не добија шанс ова негово знаење да го покажат во институциите и ќе биде и е голема штета што токму ваквите луѓе кои што ги разбираат границите на примена и границите на почеток на примена на овластувањата се надвор од полициските редови. Значи образованието, едукацијата и знаењето е примарен услов за почитување на правила. Но очигледно не се вредности во денешниот систем. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата.